ја можеме. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на северниот и североисточниот регион во нашата земја. Владата на Република Северна Македонија вечерва својата редовна 171 седница ја одржува овде во Куманово. Оваа трета од низата седници што ги започнавме и што во наредниот период еднаш месечно ќе продолжат да се одржуваат во 10 различни региони во државата, вечерва да одржуваме овде во нашето Куманово. Започнавме во Битола, бевме во Тетово и евене вечерва во Куманово. Поблиску до граѓаните и до локалната самоуправа и поблиску до нивните потреби, за да навистина на практичен начин низ работа ги слушнеме нивните укажувања, за да ги одредиме приоритетите во интерес на граѓаните токму на овие наши региони. На оваа седница, како гости ќе учествуваат покрај домакинот, градоначалникот на општина Куманово, ќе бидат овде и градоначалниците на Крива Паланка, Кратово, Липково, Ранковце и Старо Нагоричани. Сакаме од градоначалниците на овие општини најнепосредно да ги добиеме информациите од интерес на граѓаните. Од тие информации, од она што го очекуваат граѓаните од овие општини и од овој регион, да ги утврдиме нашите идни политики и одлуките за проектите кои може да ги реализираат општините со поддршка на централната власт, како и да разговараме за тековните проекти кои што во моментот се реализираат. Во текот на денот, на седмицата вечерва предходеа повеќе теренски активности на заменици председатели на владата, на министри, заменици министри и на некои од директорите на јавните предпријатија и на акционерските друштва во собственост на државата. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски и директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов извршија увид во работите на рехабилитацијата на регионалниот пат Куманово-Свети Николе. Станува збор за една исклучително важна регионална делница која ќе обезбеди побезбедно и поефикасно поврзување на северниот и североисточниот регион на нашата земја, односно североисточниот со источниот регион на нашата земја, односно помеѓу Куманово и Свети Николе, а секако понатаму према Штип, Струмица, Кочани, Виница и така натаму. Министерот за здравство Венко Филипче ја посети општата болница во Куманово за да ја промовира новата опрема во болницата и да ги договори идните активности за доопремување со апарати за најсовремените здравствени услуги за граѓаните. Министерот Филипче се сретна и со пензионерите, со кои разговараше за укинувањето на квотите за лековите, за да добиеме од прва рака информација дали мерката ги исполнува очекувањата, се случуваат некои проблеми или навистина во целост се исполнати сите наши очекувања. Во рамките на теренските активности, Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски ја посети компанијата за местна индустрија Никси како една од корисниците на ИПАРД програмата. Неговата цел беше да ги охрабри сите други мали и средни компании да продолжат да аплицираат во ИПАРД средствата. На тој начин, Северна Македонија ќе го потврди првото место во регионот по искористување на овие европски фондови за развој на земјоделството и руралните средини. Навистина мислиме дека има многу поголем капацитет, дури и таквато позитивно очекување на искористеноста да биде уште поголемо во периодот кој што предстои. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска се сретна со корисниците на социјална пензија од Куманово и регионот. Социјална пензија користат над 4100 возрастни лица во земјата. Буџетот обезбедува повеќе средства, верувам ќе допри до многу наши сограѓани возрастни лица кои што имаат право да ја користат оваа социјална пензија, сепак се уште не ја аплицирале. Ние, како што знаете, изгриживме 12.000 стечени работници, од кои еден поголем број се од Куманово. Сите тие добиваат над 8.000 денари месечно, се до нивното пензионирање. Навистина исправивме долгогодишна неправда кон овие наши сограѓани. Ви благодарам сега на новинарите, после изјавата на градоначалникот на општина Куманово, ќе може да поставите прашања, ама сакам да искористам приликата да ве поканам и да ја следите почетокот на владината седница заедно со првите представници на општините од североисточниот регион. Почитувани представници на медиумите, за Куманово е голема чест, исто и за мене како градоначалник на оваа општина, што вечерва ја имаме за прв пат владата во нашиот град. Му посакувам добре дојде на премиерот на владата на Република Северна Македонија, на сите министри и сите членови на владата. Ова е голема можност за нас, не само од Куманово, туку и од североисточниот плански регион, да отвориме голем број прашања и тоа што директно ги засегаат граѓаните и на општина Куманово и на нашиот регион, кој што
Знаете дека е еден од најнеразвиените региони во државата и се надевам дека со ваква директна комуникација со владата и со отворени разговори директно на маса ќе изнајдеме начин како да ги решаваме проблемите на граѓаните. Еден од главните проблеми кои што не засега во моментов е секако и аерозагадувањето и тоа ќе биде една од темите за кои што вечерва планираме да отвориме дискусија, а исто така и комуналните проблеми, обврските, финансиските обврски на општините и сето она што значи стратешка и долгорочна подршка за општините кои што доаѓаат директно од извршната власт предводена од владата. Благодарам. Прашање ако има да некој, Јас поведете. имам едно прашање. Како оценувате изјавата на евроамбасадорот од Болгар дека не е момент за ветингот, бидејќи и така и не е толку лоша состојбата во судството? Навистина не е момент за ветинг, заради тоа што ветингот е осликува состојбата на наша пријателска Албанија, која што беше навистина во поразлични состојби од нашето правосудство. Но секако не е сјајна работа во правосудството. Така да ние почнавме процес на почистување на правосудството и не треба да користиме поимот ветингот, ако е ветинг, сега треба да се подредиме позади Албанија, па да чекаме да поминеме. Навистина нема потреба. Но, за да може да работат сите честни суди и обвинители, мора да се направи почистување на оние малкумина, нечестни, со индици сериозни за навлезеност во законски постапувања, ненавремени постапувања, држење предмети во фиоке, поништување на предмети и враќање на почеток, застарување на предмети и сето тоа кој што прави цела проблематика со зборови на нашиот народ. Кажано, очекувам дека самите институции кои што согласно сегашната регулатива, а тоа е Законот за судски совет, и Законот за судовите, и Законот за антикорупција го дава, ќе си постапат по самите закони. Самото такво постапување дека ќе направат процесувањето. Ја повикав и Европската комисија. Таа има специјален инструмент за земјите како нас, а и за земјите за Европската унија, да го ангажира тој инструмент, односно се вика high profile cases, односно мониторинг на случаеви од висок профил за криминал и корупција, односно таму јавноста каде што е посебно заинтересирана, мониторингот да го воспостави Европската комисија, а секако дава финансови предзатоа од владата, управа за приходи, катастар, централен депозитар, централен регистар, финансова полиција, Министерство за внатрешни работи да влезе и да направи комплетна проверка на пари, имот, на суди, обвинители, членови на нивното семејство и слично. Тоа е нешто низ кое што ние политичарите минуваме на секои 2-3 години. И навистина треба да се направи во сите оние трансформации кои што следуваат во нашата земја, ќе се случуваат и низ поглавијата и низ све, треба да направиме едно прочистување. За мене никој апсолутно не можам да го квалификувам дека ќе биде податлив за сите овие проверки, но од секој оно што ќе се покаже како податлив, навистина треба да ги напушти правосудните институции, заради тоа што дефинитивно очекувањата на граѓаните се високи. Ако граѓаните имаат високи очекувања, тогаш сите треба да делуваат. Мора да делуваме согласно законите и јас верувам дека едно вакво прочистување ќе даде резултати со што ќе се враќа довербата во правната држава и во владење на правото. Фала ви.